Дојавите за бомби станаа секојдневие во Скопје. Евакуации по трговски центри, но и во основни училишта. Досега само еден уапсен за кој знае јавноста. 23 годишен скопјанец. Полицијата го држеше во полициска станица речиси половина ден. Еден од сомнижите зошто тој стои за дојавите на бомби во основни училишта беше тоа што неговото име и презиме и телефонски број се најдоа во мејлот кој го добиле директорите. Потоа беше ослободен и свативме дека станува збор за една местенка. Токму во интервју за А1 одговара Никола Николовски, познат како Боемот, на прашањата поврзани со неговото апсење и со целиот случај поврзан со дојавите за бомби. Добре дете. Добро најдов. Никола, како е да бидеш бомбаш наместо Боем? Пријатно ли е истата влијание да го имаш, но со поинаков прекар? Чуден псевдоним и за мене досега нешто што прв пат го слушнав. Знаете, ни на крај памет не би ми било дека јавноста ќе ме доживее на тој начин и дека ќе ме нарекуваат под нешто за кое што јас прв пат во животот се слушнав себе си во такво својство. Чудно е навистина, целиот овој период ми беше многу турбулентен. Станува збор за период во кој што освен што сум инволвиран самиот јас, инволвирано и целото моје семејство, навистина стресен период, меѓутоа вистината уште истиот ден излеза на виделина и драго ми е што пошироката јавност сфати дека јас не сум вистинскиот дојаваш за бомби, туку некој сакаше единствено само да ме оцрни по секоја цена. Но последиците кои ги остави веројатно ќе бидат долготрајни. Твоето име се провлекуваше како Никола Николовски или НН. Ние кога пишуваме новинарите НН, најчесто мислиме на НН лице, односно непознато лице. Во овој случај тоа лице имаше име и презиме кој прециркулира во јавност. Болно ли беше тоа за твоето семејство? Што се случуваше во тие први моменти? Знаете како се започна кога излегоа моите фотографии на Твитер или на останати платформи, каде што бев погрдно нарекуван со секакви коментари кои што не би ги коментирал. Ми се лепеа секакви етикети кога се случуваше се тоа, кога ми ги ставија сите некои работи на мојот грб за кои што јас прв пат слушнав. Јавноста кога прв пат дозна, особено некои лица, најчесто од лажни профили, ме нарекуваа погрдно и тоа многу беше тешко, особено за мојата фамилија. Меѓутоа, со тек на време, мислам дека сите се подобри, но тоа што се случи и целокупната фама овој период, дефинитивно дека остави длабоки траги за мене. Се изнесови многу невистини, значи, почнувајќи од тоа дека сум бил член на некоја политичка партија, дека можеби тој стоел зад мене или друг, кои на некои работи за кои што јас прв пат слушнав дека е така, многу невистини, погрдни зборови, меѓутоа, ете, како што кажав, мило ми е што на крајот сфатија сите дека станува збор само за некој јавен линч врз мене, кој што заврши така како што заврши, односно излезе вистина. Со ослободителна резолуција. Со ослободителна резолуција, уште истата вечер по 10 сати во полициска станица. А сега кога сме кај полициската станица, што се случуваше тој ден? Каде беше во моментот кога прв пат дозна дека практично те сомнича дека си тој што дојавува бомби низ училиштата во Скопје? Се беше многу случајно. Јас бев на работна кафе средба во еден кафич во аеродром и добив телефонски повик од полициска станица, не знам која точно, бидејќи неколку повици едно по друго имав од полициски станици. Ми се јавија и ме праша што правам, каде сум и дали сум тој што стои за дојавите за бомби во средните скопски училишта. Но беше интересно дека јас бев со еден пријател на кафе, со кој што имавме некои работни обврски и дури ми вика не се јавувај на телефон, некој те зафркава. Значи нема допирна точка, ние друго работиме, дај да си ја продолжиме работава. Можеби некои дечи што те зафркаваат по телефон, не се јавуваат полицијата го така на секој. И не знам, помина, значи во 10 минути добив 3-4 повици од различни полициски станици и не знам, и ме викна во полициска станица Беко. Тука имаше не знам, као ми кажа и во аеродром да отидам и во Беко. Јас прво што
го слушнав беше Беко, потидов натака. Сега, додека се движев на кај полициската станица Беко, паралелно 10 полицајци пробале да влезат во мојот дом, односно влегоа, во мојот дом била мајка ми сама и буквално како Било шок за неа, да, претпоставувам. голем шок. Биле спремни врата да кршат директно, се не знам. Така мислам така нешто прилика била целата ситуација. Бидејќи требало да прават претрес, претпоставувам. Да, и ме барале да не ме кријат негде дома, прашувале. А ти истовремено се наоѓаш на пат кон Беко? Јас, да, на пат кон Беко. Мислам, за неколку минути јас веќе стигнав таму. Одма, мислам, непосредно потоа Пред се тоа беше- искоординира и полицијата се искоординира дека веќе сум присутен во Беко. Сега, други исто што ми кажува, мене беше многу смешно дека полицијата ме барала и околу зграда и слично, а јас доброволно, на своја иницијатива, одам на полициска станица Беко. Какав беше шокот во тој момент? Многу голем шок. Мене, значи, устата ми исуши, јас, што нели логично, нека не знаев ништо правам никако. Откако стигна во полициска станица, кога бевме таму, јас цела вечер бев по кратки ракави, бидејќи колку и да беше ладно, бев адреналин осеќав во тој момент. Не ни размислував баш рационално тогаш, бидејќи преголем стрес, особено знаејќи дека во тоа ја и само јас да бев. Јас бев толку растревожен, бидејќи во сето ова бев вмешани моите блиски. Значи не е се едно сега кога знаете дека целата фамилија ви во полициска станица исто и нив ги распрашуваат. А да не зборувам откако тоа се проциркулира во медиумите. Како те доживува во тој момент твоите родители, твоето семејство? Па сите оние кои што ме знаат во ниту еден момент не се посомневаа за мојата невиност во тој случај. Едноставно за нив беше шок што јас се наоѓам под толкав линч и тоа беше причината заради кој што тие беам дури и од мене порастревожени. Од она што го знаеме како јавност, слободно може да кажеме дека тебе те уапселе поради тоа што во самиот мејл стоело твоето име и презиме, а ти не си единствен Никола кој е во градов, претпоставувам со тоа име и презиме, туку има и повеќе. Често име и често презиме. Да, ама сега во тој мејл стоеше мојот телефонски број. Како? Па еве сега настрана од тоа што го водам профилот Боемот, јас работам и во приватен сектор, каде што едно од моите главни пасивни приходи или односно работа која што имаме со продажба на производи. И страниците кои што ми се со продажба, нормално дека таму стои секаде мојот телефонски број. Бидејќи веќе 5 години го работам тоа, никогаш сум немал проблем, секаде ми стои телефонскиот број. Значи е јавен. Јавно е присутен телефонскиот број и на Инстаграм, и на Фејсбук, и на... Но дали е оправдано тоа практично утре некој да стави телефонски број, еве може да е мојот, и мене да му уапсел затоа што во мејлот стои мојот. Знаете како јас себе баш ги прашали во полициската станица. Дека бев на гостував на лайв на Инстаграм и таму како пример дадов доколку се земе некоја, не знам мете сега да речеме, само не ја кажува повторно Лила да, Филиповска, ајде. Нема врска некој да речеме некој друг човек што не е инволвиран ништо во политика, дали него така помпезно би го привели или цела таква, мислам, спектакуларност ке прават од исто тој случај. Знаете, многу е чудно дека од обично што некој ги ставил мојот телефонски број во самиот мејл, мене ме во полициска станица сум како најголем криминалец, буквално со. Претпоставам дека мене беше многу чудно со вооружени лица околу мене да гледам. Ја не сум навикнат на тоа, јас сум човек што беше ли најпозитивното тоа што можеби не ти ставија лисици во тој момент на работа? Па не ми ставија лисици. Искрено можам да кажам и дека полицијата генерално и фер и коректно се однесуваше кон мене. Меѓутоа, се она кое што направи проблем во целата оваа работа беше нивната пресконференција, објавување на моите иницијали и се што беше тука многу чудно. Пресконференцијата беше во 19 часот и 30 минути, а веќе во 19:34 на Твитер беа објавени мои фотографии. Кој што е за тоа? Што е твоето мислење? Па јас можеме се само да претпоставуваме овде и не би можеле да кажеме со сигурност. Меѓутоа, тоа се очигледно луѓе на кои што не се согласуваат со она што го пишувам на профилот кој што го имам, кој што има... Значи, твоите мразачи очигледно добија момент кога може да ти го возвратат ударот. Да, сега не знам они кога и како се навредиле и кој точно стои. Можеби се сомневам во некои лица, меѓутоа не можам за ниту еден да гарантирам. Но верувам дека ќе истражиш за да провериш и да бидеш сигурен. Па,
во држава малку потешко од некои работи, особено сега вака комплицирана ситуација е за сите. Меѓутоа, се надам дека ете, вистината ќе излезе Во моментот целосно навидели. така, додека снимаме и оваа емисија, ти си тука, имаме дојави за бомби, претпоставувам дека денеска не доби повик да те апсат. Денеска не сум добил никаков повик. Мислам дека мојата спектакуларност помина. Сега се плашам дека би имало некоја друга невина жртва околу себе. Бидејќи знаете само што е многу чудно во целиот овој случај. Дури еве ако некој пријавува мејл, сигурно пријавува бомба, сигурно во мејлот нема да стојат неговите име, презиме и телефонски број. Да, но имавме еден таков случај во ЈСП вработен каде што собствен мејл се прати. Да, нема логика. И се што е уште по-чудно во целиот овој случај. Дури и самата дојава за бомба не беше испратена од мојот мејл. Ајде да речеме некој да го хакне мојот мејл, па да се случи тоа, бидејќи мене кога ми се јавија полициски службеници првично, јас веднаш на мојот телефон проверив, нели сент што имам пратено од мојот мејл, ја никаде не видов дека сум го испратил. Тоа викам, нема ништо такво испратено од мојот мејл. Тоа не беше, значи, тоа не беше објавено од мојот личен мејл, дури направиле сличен мејл како мојот и од таму испратиле дојава за бомба. Значи, Што се случуваше во полициската станица во таа вечера, да ти ги проверувале уредите, да ти си бил излезен со... Не само што ги, мислам, на лице место ги проверија, а отпосле ми ги одземаа. До ден денес, еве, кога снимаме емисијава, мојот телефон и мојот лаптоп се во... Како може да се во полиција кога ти имаш ослободителна резолуција? Бараш ли, испрати ли ургенција да ти ги вратат? Знаете што беше мене во целиот овој случај? Јас имам уште неколку испити, дори да го завршам факултетот, јас во тој лаптоп имам готови проекти кои што ми требаат за професори, за да завршам со тоа поглавје од мојот живот. И буквално ги замолив уште истата вечер, ве молам проверете го лаптопот и вратете ми го бидејќи имам многу важни работи таму за факултет. Првично ми рекоа дека иако треба повеќе време, ми рекоа дека во мојот случај ќе го стават како приоритетен и дека за 7 дена максимум неколку недели колку? Ќе ми ги вратат уредите. Меѓутоа еве, сега помина околу месец и пол, месец и 7-8 дена, да бидам прецизен и немам никаков повик добиено, ниту ништо. Од аспект на истрагата нема да навлегуваме многу што те распрашувале во полициската станица, но не би ни сакал да зборувам. Но ќе кажеме дека полицајците, како што кажа и ти, биле коректни. Во тој момент, во тие моменти кога практично ти си приведено лице и треба да кажеш све што знаеш, кажа ли све што знаеш кон полицијата? Како се одбрани? Знаете, вистината беше доволно моќна и единствено немав никакви проблеми, ништо да извлачам или слично. Јас буквално кажав се што знам, а и речиси се тоа е достапно и јавно. Бидејќи јас објавам доста работи на мојот профил, тие генерално ги знае информациите, оние кои што редовно ме следат ги знаат тие информации. Јас само си ја кажав вистината и... Значи, не си им кажал ништо плюс од тоа што ние го знаеме како јавност. Да, јас генерално им кажав тоа што го знам, заедно, јас ги разбирам нивните прашања, нели, да речеме дека тоа им е работа, дека мора да истражат во случајот. Се тоа ми е јасно и ги кажав работите кои што ги знаев и буквално кажав целата вистина. Мислам дека Колку време помина во станица? Мислам, само извинете, што мислам дека уште кога стигнав таму и кога видоа дека не е испратено од мојот мејл, дека јас немам таков мејл со тоа име кое што стои, мислам дека веднаш им беше јасно. Меѓутоа, целосно во станица, на крајот во 1 часот добив ослободителна резолуција. Сега во меѓувреме, ова само не знам дали го кажавме, околу 22:30 часот, заедно со полициските службеници, дојдоа на претрес во мојот дом. Тоа си беше со одобрение, значи претресот. Јас бев и со адвокат во целиот овој случај. Направија претрес во мојот дом и откако го направија претресот, забележаа дека се си е регуларно и затоа и... Одзема нешто домот? Не, мислам, јас не ни користам некој USB уред или слично. Во мојот дом најдоа некој USB, меѓутоа тоа беа некои работи од факултет што не ни знаев дека има некои такви и тие ги оставија. Мислам дека имаше некој извештај дека одземале работи од домот некои USB уреди, значи не одземаа ништо. Бидејќи немаше ништо да се практично да се одземе, бидејќи јас не ни користам толку многу, јас се што имам е во лаптоп, а лаптопот ете го имаат и во полициска станица. А има ли нешто што се крие во тој лаптоп? Не, можеби некои проекти за на факултет.
Може да поднаучат економија. Да, буквално за економија се самите податоци кои ги имам таму или за нешто што имам објавувано веќе јавно. Но имаат пристапи до профилот Бојамот? Имаат пристап до се, ги имаат моментално, ги имаат и моите пасворди од јас се си дадов регуларно, бидејќи така наложуваше истрагата. Така. Значи може да пишуваат и постови кај тебе. Па, технички може, така, сега се фатиме за деталите. Каков е шокот кај тебе денеска, од денешен аспект? Неколку пати се обидувавме да договориме интервју. Одбиваше и оправдано затоа што сметаше дека не е момент и очекуваше сето ова да заврши, но ова не завршува. Ова не завршува, јас мислев дека ете, последно дена ќе ми вратат телефонот и лаптопот, ќе стивнат и медиумите и се тоа, меѓутоа, иако во Македонија викаат секој чудо за 3 дена, мојот малку подолго трае. Шокот е многу голем. Што е повеќе стравот или пак револтот моментално? Првите Што неколку ваде дена јас повеќе? мислам дека живеев и во параноја, бидејќи следниот ден имав полициско возило паркирано кај мене пред зграда. И сега, знаете, јас не знам тоа дали било заради мене или не. Можеби биле нешто за некоја Така се сосема трета обврска, така се погодила, меѓутоа првично така живеев во некоја параноја и што и да се случи, мислев дека е заради мене и мислам дека уште следниот ден имаше нови дојави за бомби и пак си онака ми беше чудно да не пак стојат моите податоци, одново да не ме викнат во станица, одново да не го преживам тој. Значи постоеше стравот. Стравот постои до ден денес, да бидам искрен. Кога има дојави за бомби, како функционираш во тој момент? Кога ги читаш насловите во медиумите? Па не ми е сеедно, многу голем шок доживав и стрес тој период, така што ако ви кажам дека ми е сеедно, ќе ви излажам. Колку време помина во полициска станица? Како што кажав, околу 15 часот бев таму, не знам сега точно, можеби 14:30, можеби 15:30, не знам Значи точно. половина ден. До вечерта во 1 ја добив освободително. Какви беа првите реакции од твоите родители? Што посочија кога излеговте под станица, верувам биле со Во тебе? ниту еден момент не се посомневаа во мене. Но не им било сигурно ни седно, не Но рекле сигурно навистина браво ова што го правиш супер. беа исплашени. Беа исплашени, добив некои совети од нив малку да се тргнам од се тоа што работам, што пишувам, на некои опипливи теми. Исплашени беа. Но, дали ги послуша? Некој период направив пауза, меѓутоа сега не планирам да се повлечам од тоа што го правам и планирам да продолжам да искажам јавно ставови. Дали Да, јас во мојата објава која што стои ете тука, баш напишав дека најважно е слободата на говор и дека слободната мисла ми е на прво место. Затоа ќе продолжам да си ги искажувам моите ставови. Претежно станува збор за мое мислење на општествени теми. Значи дека никој не те плаќа, тоа е веројатно. Не, слушам ви такви моабети за мене, од тоа се оградам целосно. Па добро, нормално некој да плаќа веројатно кога имаш толкава влијателност на социјални мрежи. Веројатно ако ти добивам побарат заработка тоа на пример кога ќе си го изрекламирам мојот бизнис или кога ќе имам некој спонзор. Апсолутно, затоа велам нормално секој профил да има Ние на пример правевме и маички. Многу беше чудно ете во оваа емисија ќе откривам, јас во станица бев со маичките кои што сами си ги правевме. А на нив пишува идентитет, затоа што ти меѓу другото промовираш и патриотизам. Да, и јас кога бев во станица бев со маичката и баш едно од прашањата кои ми беа во станицата ме прашаа за моите заработки, јас им покажав маичката што ја носев и дека им понуди да купат? Не им понудив, бидејќи бев преплашен во тие моменти, меѓутоа знам дека маичките се навистина добри, знам дека после тоа ме заследија, па можеби имаат и нарачано, не знам. Внимаваш кој те заследува на социјални мрежи? Најчесто не, меѓутоа некогаш и приметувам. Бода очи. Да. Слободната мисла е повредна од секоја закана, притисок и уцена. Нема да ме замолчите, само ме направивте посилен. Кога го пишуваш ова, на кого мислиш? Конкретно на оние кои што ги испратиле дојавите за бомби од моје име и проба да ме оцрнат по секоја цена. Кои се тие? Точно не можам да знам. Имам можеби некои сомнежи, по некои што ги имам повредено, можеби на некој начин со некоја моја објава. Чудното што моите објави генерално се на општествени теми,
Значи јас никогаш или премногу ретко е да сум посочил некој поединец. Јас генерално наметнувам мои ставови без да спомнам конкретно име и презиме. Кога се вели дека мислиш на тие кои го направиле тој чекор да те инволвираат во сето ова, мислиш на општествени лица, политичари, кои се тие во кои се сомневаш? Можеме ли профилот барем да го изградиме? Не верувам да се директно политичари, но не можам навистина да знам. Се влегува може би се луѓе кои што циркулираат во овие кругови генерално поврзано со општествени теми, поврзано со политика, меѓутоа директно да стои некој политичар. Не би можел да дам конкретен одговор, но искрено не верувам. Меѓувремено се наметнува и самото прашање, може да го стесниме кругот на колку личности се сомневаш, барем во бројка? Не може, не знам конкретна бројка ни јас самиот, меѓутоа навистина не знам од кој што и како доаѓа конкретно, значи се ова. Затоа Како беше кога прв не пат би можел да открием. Да, откриеш. Како беше кога прв пат Боемот практично доби име и презиме? Тоа не беше ништо чудно за оние кои што ме знаат, бидејќи Но ние како поширока јавност не знаеме кој сте. Да, никогаш не сум кажувал дека сум анонимен, туку едноставно дека не сакам да се експонирам. Бидејќи ако ме следите на мојот профил и сами дека забележите дека јас имам можеби некои соработки, дека со одредени луѓе се гледам, објавувам јавно каде сум, со кој сум, што правам. Така што за мене генерално, особено моја генерација или мои комши и слично, сите знаеа дека јас стојам зад профилот. Јас во ниту еден момент не бев анонимен, единствено не се експонирав со моје име и презиме. Но кога дозна, можеби и претходно некој очекува повозрасен лик да стои за профилот. Меѓутоа, мислам дека откако така се откри име си и јас јавно, јас во ниту еден момент не сум демантирал дека јас не стојам за тој профил. Јас си кажав јавно дека јас стојам за профил, дека јас стојам и за сите изнесени ставови досега. Јас не планирав за ништо ни да се крием ни ништо. Јас самиот ја трпам таа цена која што ја плаќам бидејќи некогаш пишувам општествени теми и јас сум свесен дека некогаш може да тоа некому да не му се допадне. И мислам дека кога дозна и тој помал број на луѓе кои што не ме знаат сега, најдов на позитивни коментари. Кога ќе чуеш твит како овој следниот кој кога ќе пишеме на Твитер уапсен бомби ќе излезе како најпопуларен, уапсен заканувачот со бомби во средните училишта широм Скопје, гази Оливер Спасовски. Како се чувствуваш бидејќи овој твит е пишан во 18:57 на 2.11.2022 кога ти си уапсен? Тоа ми е многу чудно како уште пред да бидем, мислам дека тоа е ако е 18:57 дека пред самата пресконференција. Навистина чувството е лошо, меѓутоа тоа се само лажни профили. Ако некој знаел дека тоа е вистина, ќе излезе со свој име и презиме. Но само дали се чувствуваш дека многу те мразат? Дали мислиш дека какво е чувството? Се чувствуваш ли дека си во опасност кога ќе прочиташ вакво нешто? Па не знам искрено. Јас откако го водам профилот сум се соочувал со некои закани, така што ова за мене не е ништо ново. Можеби сега само што е различно што имам име и презиме. Но па од друга страна е добро дека имам име и презиме бидејќи тоа носи некоја поголема релевантност. Мислам дека сите кои ме познаваат знаат дека тоа се целосно лажни информации и на тоа мислам дека никој не поверувал. Има ли некој од пријателите што мислам дека не самите луѓе кои што можеби добиле некои инструкции да го напишат тоа, дури мислам дека не самите тие не веруваат во тоа што го пишуваат, бидејќи јас за одредени работи кои ги имам напишано, ете да речеме 80% ќе ме поддржат, 20% нема. Меѓутоа може ли да биде обратно некогаш? Некогаш може да е обратно, да јас си го искажувам мојот став, некогаш и да не се согласуваат, да немам проблем со тоа. Меѓутоа во овој случај кога ме уапсија мене, дури и со луѓето со кои што не сум се поддржал на поголем дел од темите, дури и тие ме поддржаа. Значи буквално 99% од македонската јавност ме поддржа. Кое е твоето мислење за тие кои испраќаат дојави за бомби? Па пред се мислам дека со тоа што го ставиле моето име сакаат да направат дефокус од самите нив.
најлесно така се префрли топката на некој друг и да се и да си тргнат вниманието нив. Не можам да кажам мислење, единствено можам да кажам дека пробува да ме да ме оцрнат по секоја цена, но тоа не им успеа. Сметаш дека тоа оцрнување можеби нема да запре тука, бидејќи тоа бил првиот чекор, а може да продолжи? Па, можно е, не можам да кажам ништо со сигурност, можно е. Меѓутоа, не верувам. Дали можеби Боемот ќе стане бомбашот? Не, Дециден си. сигурен. Има ли страв кај тебе од како ти опција од аспект на тоа што пишуваш, внимаваш ли повеќе? Јас и претходно сум внимавал, се повеќе можеби внимавам дека ете стои името и презимето, за тоа гледам да се порелевантни информациите кои што ги кажувам. Значи има поголема внимателност. Има поголема внимателност. Точно е дека повнимателен сум. Меѓутоа ја внимателен сум бил и претходно, така што не можам ништо да кажам со сигурност. Дали планираш да поднесеш можеби тужба или кривична за сите оние кои пред време те осудија? Да И бидам зошто не? искрен, првите денови планирав, меѓутоа отпосле, откако се консултирав со адвокат, со луѓе кои што имале слични проблеми, не можам да кажам исти, бидејќи ова мојот беше прв и можеби единствен ваков случај. И мислам дека нема да речиси сигурен сум дека нема поднесам никаква тужба за нив. Да им олесни ова, значи да им патиме да не се секираат. Па, вистината на крај можеби ќе излезе на виделина. Јас лично нема да поднесувам тужби, бидејќи правниот, баш и ти си новинар, од аспект гледам дека правосудство доста опфаќаш. Мислам дека тебе најмногу ти е јасно какво е тоа во нашата држава и дека тоа би биле непотребни стресови. Една од причините заради која што не би поднел никаква тужба е и тоа што јас самиот не сакам веќе да се навраќам низ тоа. Било поминало, едноставно сакам да остане во минатото и не сакам луѓето мене ме препознаваат по тоа што некој го ставил моето име и презиме како дојава за бомба, сакам повеќе луѓето ме препознаваат по моите ставови и по моето влијание на одредени општествени теми. Но верувам дека нема да се откажеш од моментот да најдеш кој стои зад пишувањето на мејлот со твоето име и презиме и телефонски број? Па нема да се откажам, нормално, јас би ми било драго доколку дознам, меѓутоа и да не дознам, едноставно во нашата држава треба секој да биде спремен на тоа. Твоите ставови, тоа е тема која и ти ја начина во ова интервју, некогаш се радикални, некогаш се политички, но со сигурност можеме да кажеме дека Боемот 2.0 е еден од ретките профили кои за своји следбеници ги има младите, односно младата публика, тинеџерите, возрастна група некоја од 20 до 30 години, која, да речеме, не следи традиционални медиуми. Од тука, тоа значи дека твојот став очигледно не само што е важен во општеството, туку ти креираш мислење. Да, пред само да го почнам ова, да кажам дека јас пред 1,5 година бев соочен со тоа дека моите профили беа избришани од Инстаграм. Значи, мојот профил, кој што тогаш имаше околу 18.500 луѓе кои што секојдневно ме следеа, лани во август го избриша. Целосно, Зошто? Очигледно станува збор за тоа некој да не му се допаѓа тоа што пишал. Не можам да знам на која тема точно, меѓутоа како успеа да го вратиш? Целосно ме замолчи. Па не го вратив. Претходно ми се имаше случај да го избришам да го вратам, тогаш не успеав никако да вратам. Почнав од нула и еве сега, тогаш имав 18.500 луѓе, сега имам речиси 25.000 кои ме следат само на Инстаграм, плюс Фејсбук, плюс Твитер. Како успеваш секогаш да изградиш мислење за се? Мислењето го правам врз база на тоа што го читам од повеќе извори, па на крај креирам свое мислење. Кажа дека не си приврзаник на политички партии, но можеме да видиме дека ако претходно те поврзуваа со левица, се имаше дури и пост на твојот веб профил Боемот МК некоја вест поврзана со левица, па го демонтираше тоа, те поврзуваа со ВМРО ДПМН, сега Веќе 5 години кога ќе напишам за една политичка партија, секогаш ми велат дека сум од другата. И се тоа така се врти во круг. Не сум поддржач ниту една политичка партија, и вчера дадов една споредба со едни стихови од песна кај што велам јас сум далтонист и не препознавам партиски бој. Значи буквално јас ценам идеи, програми и ставови на
одредени теми. Генерално поддржам десничарски политики, значи десничарски идеологија. Во Македонија ниту една политичка партија мислам дека не стои до нивната идеологија. Што највеќе ти пречи како млад човек овде? Еве денеска е, ако не се лажам, меѓународен ден Против против корупција, така што корупцијата не многу ми пречи можеби во оваа држава. Ако едно нешто треба да го издвојам. Си размислил ли поемот 2:0 да го водиш надвор од Македонија? Сега за сега не размислувам да идам надвор од Македонија, меѓутоа можеби некогаш понатаму би отишол од аспект можеби на магистратура или слично да ги надоградам моите знаења, но генерално А каде ќе ги употребиш? Каде ќе ги употребиш твоите знаења? Тука во држава на некој начин да помогнам за да отиде нагоре. Значи се гледаш како функционер. Па не мора да биде директно функционер, можеби да е тако. Јас мислам дека со тоа што моментално го правам, имам поголемо влијание од некои функционери. Така што не мора да биде функционер. Не би се ништо уште од сега да давам дали би бил или не би бил. Но не исклучуваш можноста, тоа значи. Па не можам никаква можност да исклучам. Како млад човек, каква е перспективата во Македонија? Перспективата Средно жалосна или одлична? Ако после емисија отидеме да прашаме млади луѓе, 99% ќе искоментираат исто, тоа е дека нема доволно потенцијал за младите луѓе овде. Треба многу работа да се менуваат, треба една поопсежна стратегија да се направи долгорочна. Овде мислам дека сите политички партии генерално гледаат само додека нивниот мандат да направат нешто подобро. Така што за младите луѓе мислам дека многу работи треба да се вложува во нив и да се сменат. Значи дека ќе останеш овдека за да ги смениш работите? Ќе пробам. Да, ќе пробам. И сега за сега не размислувам за да одам во странство. Колку си сигурен во ова што го кажеш, бидејќи ова е реткост да се чуе? Дури јас мислам дека цело интервју ова ми е најшокантниот дел. Јас велам дека ќе пробам тука да сменам нешто. Значи ти си како политичарите, веќе имаш нешто од нив и научено очигледно и Од тие кај велат, тие се фаќаат точно за збор ќе пробам, тоа не значи дека се сигурни, ама не да велат кажам сигурен дека не гарантирам ништо, меѓутоа ова не е поврзано со политика, ова Да, кажам, апсолутно од аспект на живот како еден млад како- човек. Дека би пробал тука, бидејќи јас сега веќе 5 години тука работам, развивам бизнес тука и сега не би било после 5 години работа да го оставам тука, не ми е во прилог. Не сум се трудел за тоа, така што за сега планирам да останам тука. А за да 5 пробам години кај се да ги гледаш, сменам како се работите гледаш? Што ми пречат. За 5 години не би знал каде се гледам, можеби да бидам твој колега во новинарството. Но некако дојавуваш на бомби уопштен во станица, Тоа во веројатно. ниту еден случај. Каква поука може да се извади Никола од твојот случај? Ја свртевме работата на шала, но шега, но Од не... мојот случај да се извлече поука дека во оваа држава дури да си целосно невин по некој прашање може да те отцрнат до максимум. Поуката би била единствено тоа да како јавност можеби во тоа својство да зборувам, да не бидеме да не гледаме работите секогаш што ќе каже одредена структура да речам, да ги видиме двете страни и сами да донесеме заклучок. Бидејќи сметам дека не сум само јас. Многу луѓе се невини. Ја имаше ти таа среќа да бидеш етаблиран веројатно и да имаш моќ со профилот па да може да се извлечеш од можеби е тоа. тоа, бидејќи многу луѓе сметам што се невини дека ги товарат за тешки кривични дела. Така што мислам дека во држава вистинските виновници не се на своето место, туку најлесно да најдат некој целосно невин, па него да го притиснат. Така што поука од тоа можам само за себе ја извлечам поука дека ова ако се случи следен пат, јас многу посвесно ќе реагирам. Друга поука можам да кажам дека во држава се може да случи секому, сите да бидат спремни на се, бидејќи не знаат што ќе им донесе состојбата во оваа држава. И како последно прашање, чувствуваш ли одговорност да им се извиниш на твоето семејство и твоите блиски за стресот што го За стресот би доживеа? се извинил дефинитивно. Затоа мене најмногу практично од целата оваа ситуација ми беше криво што и тие се инволвирани во сето ова. Да бев сам можеби и полесно ќе се справев и се тоа, меѓутоа мене ми е многу тешко кога ги гледам дека претрпеа преголем стрес заради мене, јас немам допирна точка со тоа прашање. Благодарам за твоето гостување денеска. И благодарам и вам и фала за оваа покана и да си го
разложам моите ставови. Се гледаме друг пат на некоја Сега. подобра тема, се надевам не за би им било задоволство. Вам ви благодарам за вниманието.